Добра вечер, почитувани гледачи. Зад нас оставаме денови кои беа навистина богати со културни настани. Излезе од печат романот за деца и млади со наслов 13-тиот од писателката Лидија Димковска, објавен од издавачкиот Центар 3. Повеќе слоен, модерен и напишан на јазик што им е разбирлив на денешните млади генерации. 13-тиот се одвојува со својата иновативност и длабочина, зборувајќи за теми што вообичаено ги избегнуваат романите за деца и млади. Во новото дело 13-тиот на авторката Лидија Димковска станува збор за повеќеслоен и модерен роман напишан на јазик што им е разбирлив на денешните генерации, но кој истовремено ги учи и на некои подзаборавени архаични зборови и поговорки. Па романот 13-тиот е навистина мојата 13-та книга и многу се радувам поради таа коинциденција, иако не верувам дека нешто случајно постои во животот, но за мене е многу важно што е ова мој прв роман и за мали, не само за големи деца, односно за тинејџери пред се, за млади, но и за нивните родители и за нивните блиски, возрастни луѓе, кои што го следат нивниот развој, нивниот живот и е поврзана во некаква урбана форма секако со народната приказна Девојчето и 12 месеци. Па прво сакам да кажам дека јас одамна не сум уживала толку многу додека ја читав книгата, бидејќи самата книга нели е подведена под одредбата сказна за големи и за мали. Значи јас себе сум во големите. Меѓутоа многу лесно ме воведе овој текст, оваа приказна на Лидија Димковска кон светот на детството и на младите. Ме врати во детството. 13-тиот е на едно ново поглавје во отпрештото на Лидија, а и за нас исто така еден интересен предизвик, бидејќи се обраќа на публиката која што е најмногу запоставена, сметам, во нашата книжевност. Тоа се тинеџерите, младите. Првиот предизвик беше да се објави книга, да се подготви, но истина ова е сериозно длабоко читиво, и тоа многу и модерно, свежо, кое што има намера да ги забавува многу генерации читатели од сега. Меѓутоа, другиот предизвик е како да се стигне книгата до рацете на тие што треба да читаат, односно тинеџерите. Авторката, која важи за една од најпреведуваните домашни писателки и е добитничка на многубројни домашни и меѓународни награди, со своето најново дело привлече големо внимание. Млади членови од актерска школа театарски изведува дел од романот, а на настанот беа присутни македонски писатели, критичари и новинари, а дел од публиката беше и претседателката на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова. Францускиот институт во Скопје во рамки на месецот на франкофонијата нуди разновидна програма на културни настани, истакнувајќи ја разновидноста на француската уметност и нејзиниот диалог со македонската култура. Преку изложби, концерти, танцови представи и книжевни средби, овие врски ја искажуваат креативноста во нејзините многубројни форми. Овие 2 месеци ќе бидат особено динамични со учество на меѓународни уметници, интересни средби и интерактивни искуства за младите генерации. C'est important parce que pendant un mois, c'est l'occasion de rappeler que la francophonie, c'est un espace qui réunit des millions de personnes dans le monde entier, sur les 5 continents. Важен е месецот на франкофонијата за нас, бидејќи тоа представува повод, нели, да се зборува во текот на целиот месец за еден простор кој што го споделуваат милиони луѓе на сите 5 континенти, кои што секојдневно го споделуваат францускиот јазик, да се зборува за франкофонијата како систем на вредности, во која што, нели, представува една унија на народи, односно и на население, во кои што, нели, преовладуваат вредностите на демократија, слобода и човекови права, но исто така месецот на франкофонијата ни овозможува во текот на целиот месец да организираме голем број на културни настани кои што, нели, се наменети за поширока публика од различни области, современ танц, кино, но исто така голем број на активности предложени за младите низ училиштата во целата држава и промоција се разбира на францускиот јазик. Главниот настан ќе биде неделата на франкофонскиот филм, затоа што ќе се прикажуваат филмови од различни држави, односно ќе бидат присутни филмови на француски јазик, се разбира, но на кои ќе учествуваат и амбасадите
на Грција, на Романија, на Канада, на Белгија, на Швајцарија, исто така и ке швајцарската амбасада ќе организира концерт што е одраз на разноликоста која што постои во франкофонијата и повеќе елементи кои што се обединети ја одразуваат разноликост. Bon, nous avons plusieurs activités à proposer. D'un côté, un concert. Учествуваме со голем број на активности, односно организираме концерт на една група Јан Гот, која што ќе настапи на 11 март, а нив ќе ги придружува и друга група Тубле. Но исто така сакам да кажам дека ќе учествуваме и на неделата на франкофонскиот филм. Првиот ќе го прикажеме во Скопје на 1 април, а вториот ќе го прикажеме во Битола на 6 април. Во изложбеното катче на Бифе Тафталиџе се отвори изложбата Вертикала на апсурдот на ликовниот уметник Ѓеорги Божиков и визуелната уметница Јелена Божикова. Изложбата го носи името Вертикала на апсурдот. Вертикалата се всушност сите луѓе, ама за изложба вечерва ние, јас и мојот сопруг Ѓеорги Божиков сме вертикалата, а апсурдот е се околу нас. Значи реалноста која што е илузија представува апсурд и системот што е помеѓу духовното и материјалното е апсурдот. Вечерва ќе може погледнете 35 дела. Повеќето се масло на платно, има и комбинирани техники, има пастел, има акрил, има неколку скулптури и неколку графики. Сакам да се заблагодарам до Саша Шотаровски Шоте и Бифе Тафталиџе што ни возможија да имаме ваков добар перформанс каде што можеме да изложиме наши слики. Многу сум задоволен, искрено сум и возбуден од ова, како да кажем, на некој начин случка, што ете ни е прва самостојна изложба и сум, пак ќе кажам, возбуден. Сакам да кажам, изложбата е отворена за сите и да уживаат добредодени се сите. До кога ќе биде отворена изложбата? Изложбата ќе трае 15 дена и може секој што сака е добредојден да види. Ќе бидеме и ние тука тие 15 дена, може да си направиме муабет заедно и така да споделиме сликарски, не знам како да кажам, импресии, така. Колку време ја подготвувавте оваа изложба? Изложбата е планирана многу оддамна. Само неколку пати сме биле тука во овој кафич Бифе Тафталиџе, пак ќе го поздравам. Добивме некој знак дека треба сега баш на пролет. Имавме неколку дела спремни и ни даде мотив баш кога Саша Шотаровски Шоте ни одобри, ни кажа вау, ова е предобро и дај да направиме нешто да се случи како што заслужува. Имавме уште неколку дела плюс што ги направивме и така. Си дојде моментот, се случи. Со представата "Ова е само крајот на светот" од авторот Жан-Лик Лагарс во режија на Теа Беговска стартуваат премиерите на Драмски театар Скопје за 2026 година. "Ова е само крајот на светот" е представа за семејството како најинтензивен простор на љубов и судир, за моментите кога сакаме да кажеме се, а изговараме премалку, и за оние средби што изгледаат обично, додека не сватиме дека ништо повеќе нема да биде исто. Вечерва во 20 часот на сцената на Драмскиот театар во Скопје ќе се одржи премиерата на представата "Ова е само крајот на светот" во режија на Теа Беговска. Представата е работена според текстот на францускиот автор Жан-Лик Лагарс, напишан во 1995 година. Преводот и адаптацијата ги направи самата режисерка. Ова е представа токму за одложување на вистината и колку може да стане опасно тоа одложување. Затоа што ако не комуницираме дома и ако не го кажеме дома проблемот, тогаш каде би го кажале на друго место. Така што се потрудивме да направиме нешто што би сакале со публиката да говори на еден полудокументаристички начин, како публиката да им ја дојде на дома на оваа фамилија и да се соживее со нив, рече Беговска на пресконференцијата. На самиот старт би сакала да се заблагодарам на тимот кој што работи во оваа представа. Би сакала пред се на актерскиот тим да се заблагодарам.
овој пат за мене се потврди тоа дека точна подела е голем процент завршена работа. Многу сум задоволна нив затоа што сите тие многу искрено и честно влегоа во овој проект и мислам дека направивме представа која што е пред се многу искрена и жива во однос на нивното лично доживување внатре како карактери. Нивното трпение што го имаа со мене, благодарна сум за тоа и мислам дека убаво го прифатија и тие и јас нивниот сензибилитет, просто да имаме еден смирен, еден убав процес. Директорот на театарот Роберт Велјановски ги поздрави актерите и им честиташе за, како што рече, успешно завршената работа со оваа представа. Сценограф и костимограф на представата е гостинката од Бугарија, Надија Василева Ковачовска. Музиката е на Енес Беговски. Бидејќи оваа представа има и некакви техничко-технолошки побарувања, оператор на камера е Велимир Стојановски, видеооператер е Матеј Трајковски, а технички координатор на техниката е Михаил Узунов. Во представата играат Стефан Вујисич, Билјана Драгичевиќ Пројковска, Александар Степанулевски, Сара Климовска и Ања Митич. Во представата играат Стефан Вујисич како Луис, Билјана Драгиќевиќ Пројковска како Мартина, Александар Степанулевски како Антонио, Сара Климовска како Сузана и Ања Митич како Катарина. Сценограф и костимограф на представата е гостинката од Бугарија Надја Василева Ковачовска. Музиката е на Енес Беговски, оператор на камера е Велимир Стојановски. Видеооператор е Матеј Трајковски, а технички координатор Михаил Узунов. Првата реприза на представата "Ова е само крајот на светот" е закажана за 12 март, а наредната изведба на редовниот репертоар на театарот ќе биде на 21 март. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви посакувам убав остаток од денот, довидување до утре во истиот термин.